Итно имплементирање на мерки од локалниот еколошки акционен план за борба со аерозагадувањето беше побарано на денешната седница од страна на советниците од ВМРО ДПМН и коалицијата, како што велат, имплементирањето на овие краткорочни мерки е од исклучително значење и истото треба да се направи час поскоро, со оглед на тоа што веќе имаме зголемено загадување со почетокот на грејната сезона. Резултатите од мониторингот од изминатата година покажаа енормно зголемување на одредени загадувачки субстанци, како што се PM10 частичките. Со оглед на тоа, оваа година, дека следува зимски период, кога знаеме дека загадувањето, процентот на PM частичките се зголемува, ние како опозиција одлучивме навреме да се донесат краткорочните мерки со што би се намалил ризикот од тоа загадување и би се намалило време траењето на изложеност на тие PM частички. Председателот на Советот Валентин Груевски појасни дека некои од мерките е невозможно во овој момент да бидат воведени и повика барањето да биде доставено до надлежните комисии. Обиколницата околу Битола не е во функција веќе повеќе од година дена. Тоа е работа која досега требаше да ја одговори ВМРО ДПМН и да ја отвори обиколницата како власт и да се загрижи. Тоа не го направија. Во моментот се работи на отстранување на недостатоците, санирање на свлечиштето. После тоа можеме да разговараме за ваквите мерки. Од независната листа поинаку побараа партиите во Советот да почнат да работат за доброто на граѓаните, бидејќи како што велат, сите досегашни дискусии се популистички. Ниту воздухот се исчистил во овие 3 години од кога се бараат тие мерки, ниту денес е чист, ниту пак некој по еден месец ќе реши да го исчисти. Затоа сметаме дека мора поинаку да почнат да се решаваат овие проблеми. Се додека проблемот е предложен од онаа партија која што е опозиција, никогаш нема да биде прифатена од онаа која е на власт и обратно. Меѓутоа, би сакала да упатам апел дека воздухот мора да се решава заедно и поинаку од досега. Инаку, битолчани уште многу долго ќе дишат загаден воздух. По барањето на ВМРО ДПМН и коалицијата, советниците од владеачката коалиција беа воздржани, со најава дека ова барање ќе биде ставено на дневен ред на некоја од идните седмици, кога ќе бидат создадени услови.